Еве назад во студиото еден почитувани и она што сега во овие минути ќе биде наша тема е една хуманитарна акција, односно подвиг, што не е реткост од страна на Еден ТВ и компанијата секако БМЈ Медија Груп начело со сопственикот Бојан Јовановски. Имено во овој дел од студиото вака сме во поширок состав, бидејќи ни гостува семејството Зекири од Тетово, како што нивната тешка животна приказна прострои низ јавноста. Она што верувам веќе добро го знаете, дека сопственикот на Еден ТВ и БМЈ Медија Груп уште синоќа објави дека на компанијата и секако и тој самиот, нашата компанија, ќе излеземе во пресрет и финансиски, меѓутоа и во однос на храна и прехранбени производи. Ова семејство ќе биде згрижено и ќе му биде помогнато. Па токму исто така во тој однос ја имаме и представничката, мојата колешка на БМЈ Медија Груп, Јасна Мандич, со која што дополнително ќе поразговараме и ќе не информира за сите детали. А сега најпрво велам здраво за малата Амра Зекири, па секако Флорина Зекири и господинот Шенол Зекири, секако јасно здраво и за вас. Здраво. Ајде, најпрво да започнеме со да ги информираме, да им доближиме на гледачите со вашата животна приказна. Едва и може да се каже дека и она што е како информација врзувате крај со крај, но еве беше подпишан и договор годишен со БМЈ Медија Груп, што ќе значи ова за вас. Ви благодарам многу. Вие, Флорина, имате и здравствени проблеми. Да. Секако имате потешкоти во движењето, од она што можевме, нели, и во разговор веќе да го дознаеме. И малата Амра, која што има 10 годинки, ревносно ви помага. Да. Нели во... Да, да. Така. Амра, ти имаш 10 годинки, која деление си? Ја имам 10 години и сум 5-то деление. И како тебе ти звучи се ова, еве, и гостувањето во нашата телевизија и она што беше најавено? Која е твојата најголема желба еве во момент? Мојата најголема желба е како и другите семејства да бидеме и ние. Јас верувам дека ова ќе стане и реалност. Господине Шенол, вие како што и претходно разговарав, не примавте никаква социјална помош или можеби минимална. Имавте ли некоја друга помош можеби од државата? Примав, но после ни прекина. Кај прво би се заблагодарил на газдата, Бојан што не покани. А за примање смо примале, после ни ги допираја. Зошто, со кој образложение? Образложение и жена ми и малата беа болни. Со тоа не може да излезем на крај. У Зелен пазар ми дадоа една тезга, не го плаќам, ми помага, ама немам роба. Тоа излегло тамо дека стои на моје име, поради тоа ми ги прекина. И тоа 2200 земавмо социјална помош и тие не ги прекина. Вие живеете и под стан во Кирија, под Кирија, така во Тетово? Да, под Кирија живеемо, има 7 години. Тешко се издржува со оглед и на сметките и на киријата. Тешко и за кирија и за сметки, работа нема. Флорина, вие не добивавте некој надоместок можеби со оглед нели на вашата здравствена состојба, се она што ви е потребно за лекување, за да ви биде подобро? Не сум добила ништо јас. Мене ми беа дадени документи да идем у бања на лекување и на физикално да идем. Јам тоа не го стигна да го направим. 21 ден требаше да идем у бања. Тоа не го направив. Само еден рентген имам направено од кога сум оприсана. И од тогаш више не сум правила ни една контрола. Кои се вашите конкретни проблеми? Кога се здравствени се појавија всушност? Кај мене прво руката еднаш се појави. Ми се префрли, ми потече. Го исеков малце со нож руката, се чеши патлиџан.
И тоа течноста што влегов внатре, кога станав после сабајле, руката се имаше подуена. И отидов на лекарја. Нормално се уплашив. И отидов на лекар и тамо ми го видеа руката потечена. И му се заблагодарувам на госпоđа докторка Митра од Тетово, ортопедка што е. Таа одма ми го зеде руката, се уплаши, на ехо ме прегледа. И кога виде, вика, ти имаш, вика, огромно крварење внатрешно, вика. И ме зеде мене, ме однесе кај доктор Фатмир, одма тука во хирургија. И таму му рече, потхитно, вика, мора да се прави инцизија, вика, на руката, дека може, вика... И таму ми направи инцизија, но се в дренажа. Не смееше тоа да се шие, дека има в дренажа да претече крвта. И руката ми беше цело време отворена, на 2 дена отидов менја, тоа преврски правев. После тоа идевмо, ни рекоа за малата, да ја носимо малце, знаеш, на периферија да излагамо и имамо тетовско кале, што се вика тамо кај нас. Тамо е убаво, сите луѓе идат тамо. И има како мост еден. Убаво е многу горе, кога се качуваш, убав изглед има. И она исто видела негде од другарки или негде се сликале, знаеш тука. Мама, ајде се качиме горе, ми викаше мене. И ние се качивме горе, муж ми да не слика од доле. И ја држичи неа за рука, да се качиме горе, горе е широко. И ние да идеме понатамо, за да не фати со слика. И она ќе паѓаше за малце. Ја неа ја фрлив, ја турнав позади, ја сама паднав од 7 метри. Да, тешко во секој случај, дури наликува и на некое филмско сценарио, да бидам искрена, јасно? Ајде малку повеќе околу она што пред малку семејството Зекири го потпиша, нели, како годишен договор и во однос на финансиска поддршка и секако она што го споменавме, храна и сите неопходни производи. Тоа е една страна која што во принцип не би многу ја кажавме, ја споменавме, наведовме, потпишано е сето тоа и тоа ќе следи во следната година. БМЈ Медија Груп ќе се обиди на други начини да го поддржи нивното враќање да бидат како останатите семејства. На овој начин сакаме да укажеме дека некогаш одредени околности може да имаат излезни два патишта може да има, значи ако се најде некој кој што ќе пружи поддршка во одреден момент, може да биде се со убав завршеток или да мултиплицира трагедијата. Во овој случај сметам дека ние како компанија која што не прв пат покажува општествена одговорност, ќе го смениме токот на животот. Амбра, иначе, јас за неа би додала дека е девојче кој што зборува 4 јазици до сега. Значи, германски, турски, албански, македонски. Јас си сугерирав и француски да почне да учи, сметам дека добро ќе лежи. Сега ќе ни каже малку повеќе. Апсолутно. И наједноставно треба да се пружи шанса. Значи, ова си исклучително квалитетно семејство, исклучително сплотено и треба да се даде можност да си го продолжат животот нормално. Да се прекине лошиот след на неубави настани. Јас на заволја на вистината да не звучам нескромно, меѓутоа спомена и ти, ова не е прв пат. Еден ТВ и БМЈ Медија Груп на чело со Бојан Јовановски да го има тој хуманитарен аспект и сите оние хумани побуди за помош, како што спомена и ти, кога се може. Јас верувам дека нема тука да сопреме. Секако има и неделни акции, дополнителни хуманитарни на еден ТВ почитувани, кои што им помагаме на оние кои не можат сами. Ајде, Амбра, сега да ни кажеш нешто повеќе околу твојата желба за изучување на јазиците. Па што да ви кажам друго? Кажи дека влезе во курс и за еден ден отиде и излезе. Зашто излезе? Да, излегов дека немавме пари да го платимо.
Ете, сега те радува ли тоа што сигурно ќе можеш дополнително и по предлогот на Јасна за француски јазик? Би сакала ли да го учиш? Да. Апсолутно, ние сме тука секогаш и ќе продолжиме. Има активности кои што се вака експресивни, значи не медиум ги прикажуваме, има други активности кои што течат надвор, позади камерите, што е желба, нели, на тие на кои што ги практикуваме, да кажам. Праксата на нашиот собственик, праксата на БМЈ Медија Груп, праксата на менаџерскиот тим, значи постои пред оваа структура во секој случај. Сме тука како поддршка една на целиот систем, меѓутоа истовремено ќе се обидеме и повторно да апелираме до системот, до здравствениот, до социјалниот, да не ги исфрлуваат своите граѓани од јасно е да не ги исфрлуваат наедноставно, затоа што во одредени моменти кога ќе тргнат неубавите работи, буквално имаме впечаток дека како центрифугарна сила само ги исфрлаат луѓето кои што не можат да допрат до институциите и не можат да ги остварат своите права. Значи овие луѓе дополнително имаат и права кои што во овој момент можат да ги остварат и кои што се работа на државата, и тука ќе им прушиме поддршка за да ги остварат своите права кои што им припаѓаат со самото тоа што се граѓани на Република Македонија. Да, јасно, апсолутно, и тоа пред крај, Флорина и Шенол, сакав да ве прашам, освен овој потек секако на БМЈ Медија групи на собственикот, како што спомена Јасна, и менаџерскиот тим, очекувате ли дека можеби во догледно време би можеле, барем вие, господин Шенол, да добиете адекватно работно место, вработување, а вие по соодветна здравствена нега и заштита, Флорина? Јас сакам да добијам здравствена нега. Ради тоа зашто сакам и после тоа и да се вработам. Сакам да работам, не сум некоја што нечем да работам. Сакам да работам. Позитивна сум многу. Тоа сакав да го кажам и највише ради неа, да му се исполнат желбите на неа. Да, ти ни кажа која е најголемата твоја желба, дали можеби како јазичар се гледаш кога ќе бидеш уште поголема со сите тие јазици што ги изучуваш, па да шеташ многу странски земји во Европа и во светот? Што ти е тебе, како се гледаш себе си? Што би сакала да бидеш во иднина, знаеш ли? Би сакала да бидем професорка по англиски. Да, англиски ти е омилениот јазик. И што рече? Да по? Да ги помогнам сиромашните. Браво, ете, одлично. Значи ние прво за една година повторно ќе се сретнеме во ова студио и ќе видиме кои се помаците кои што сме ги направиле и се надевам дека во иднина ќе следиме твојата кариера. И сакав уште нешто да кажам ако може. Повелате. Сакам да им се заблагодарувам на сите донатори што донеле храна и парични средства за малата. Од дента што се објави видеото, сакам да се заблагодарувам многу на сите. Од душа се заблагодарувам што го насмеа ќерка ми. Да, насмевката на сите е најважна, особено ете и на малата Амра. Мислам дека исцрпевме доволно за овој краток разговор, но сепак да, почитувани она што е најважно. Еден ТВ и БМЈ Медија Груп заедно со собственикот Бојан Јовановски секогаш на страна на хуманоста, бидејќи еве како и во случајот со семејството Зекири, како што истакна и Јасна Мандиќ, мојата колешка, најважно е да има секој светла иднина и да има барем еден пристоен живот. Секако остануваме ние посветени на хуманитарните акции. Ќе ви се заблагодарам, семејство Зекири, за ви благодарам исто и на вас и на Јасна и за повикувањето тука и за хуманитарното. За све ви благодарам од срце, навистина. Да, ви посакуваме само убави работи и како што кажа Јасна, за една година да се видиме со еден многу повесел и порадосен разговор тука во отвореното студио 1. Овој дел, почитувани